организациите на Црвениот крст, како во Македонија и во Југославија, веднаш развија една активност да им помогнат и да им ублажат несреќите на нашите деца, да их прихватат, да им обезбедат за солниште, да им обезбедат љубов и се оно што они изгубија напуштајќи своја земја. Поради неподносливиот секојдневен и систематски терор, глад, убиства, бомбардирање, секојдневното газење на македонското национално и човечко достоинство, скоро 28.000 дечиња, македончиња и грчиња се принудени да бараат спас во источноевропските социјалистички земји, Албанија, Бугарија, Источна Германија, Југославија, Полска, Романија, Советскиот сојуз, Унгарија и Чехословачка. Во сите овие земји, со несебично залагање на Црвениот крст, децата се прифатени, згрижени и воспитани како сопствени деца. Во сите социјалистички земји, македонскиот јазик е воведен во наставата и на македонски јазик се публикувани буквари, читанки, списанија и разновидна литература. Започна обиди за создавање македонска литература, а се предаваше и историја на македонскиот народ. Меѓутоа, мобилизацијата на околу 1200 деца на возраст од 14 до 15 години од овие земји, што ја извршија органите на привремената влада на Грција и ги вратија да гинат на боиштата, остава голема црна дамка која со ништо не може да се оправда. Ова е четата која мобилизира за партизани. Тука сум јас, Томе Ристовски, Никола Калиновски, Кочовски, Пане Петерски, Цветко Василевски, Трајко Кочевски, Александар Ристевски и други наши. Таа е четата од Преспа, Преспанската чета. Овде се пред да тргнеме за мобилизација, иако имаше поголем број грчиња во возраст, наша возраст, но не беа тие мобилизирани, а македончињата беа мобилизирани од 15 години до 13 години имаше некој помали. По 1956 година, мнозинството од децата се врати во слободниот дел на Македонија, во Социјалистичка република Македонија, а дел замина во прекуокеанските земји, во Канада, Австралија и Соединетите Американски држави, кај своите родители или роднини. Поемата Егејска барутна бајка напишана е во она време кога од Егејска Македонија пред црна судбина и пред смрт нашите македонци, денешни граѓани на светот, бегаа и бараа спас. Одат со скршени срца, сенки по шамак и кал, лутнат заби им крца, во очи им тага и жал. Зверски се хранат со кора, гора да заситат глад. Дошница матна и горка пијат на голготен пат. 5 мина джинови некои, збиени еден крај друг, чекорат. Одевме, пред нас беше тревата црна, бела, птицата што леташе, а земјата беше црвена. Два вагони за Болска!
Otkači 3 za Ungarija. Otkača Čegoslovačka. 5, 6. Ne 5, 6. Ubrzaj. Vodo te 5 da dosti. Ej, Gorica Bela Crkva neka prinuke da slepi ovo se. Ето тука во Вроцлав дека беме, од нашето село Коча Тарапанова, тоа познавам. Вие се мои другарки тука, Љуба е, и вие за жалост и за Барај, сите вие наши другарки. Брат ми погина 48 година и тоа беше причината дека беше организатор за тие малолетни деца кои денес стана инженери, лекари, професори и по сите професии. Он многу ги сакаше децата, ама еве немаше среќа да му се радува на неговата иднина. Ама брат ми радоста него не ја виде. Којто толку ги сакаше. Беше еден од тие учители кои ги отворија крстевите во Герман и во Желево. Мај 1950 година. Нас децата од Нерет не донесоа тука. Научив да читам и ви пишувам. Каде си сега, мајчичке моја? Зошто ме остави сама? Само си мислам, дали пак ќе те видам? Дали ќе дојдеш да ме сенеш и да ме кушнеш? Мамичке најмила. Секоја ноќ само тебе те сонува. Достоја Јанковска. Домот за деца Бела Црква. Ноември 1954 година. Мајко Стоја. Помина една година откако се вративме при мајка ни со бато. За татко не знае кој загинал во проблемот кај нате. На мајка и се наполнија очите со солзи кога не пречека на железничката станица во Скопје. Ја прашавме каде е татко. Таа молчеше и плачеше. Пред еден месец на рацете ми почина мама. Ја закопавме на битолските гробишта. Останавме со бато како два фенера без светилник. Тој сака да го напушти училиштето и да заработи. Јас сакам да се вратам при тебе и моите другарчиња во домот и да го завршам училиштето. Ти се мола, мајко Стоја, побарај ме да се вратам. Ти си ми мајката која ме воспита и научи да бидам човек. Оти само како тебе мајки одгледуваат деца со човечко срце. Мојот дом е само домот кај што си ти, моја мајко Стоја. Те целивам. Менка. Септември 1949 година. Први учители на македонски јазик во Бела Црква. Боге Сотировски и Паскал Сотировски. Октомври 1949 година. Коста Марков, директор на училиштето. Драган Топчиевски и Марика Маркова. Покојши Твоим, Господи, и дјеже си